ни дојдовте денес на овој важен ден за нас како економско училиште, кога меѓу другото организираме и отворен ден за средношколците во градот, меѓутоа уште поважно организираме за прв пат во Македонија меѓународен форум, средношколски форум на економски училишта. На форумот гости имаме од соседна Србија, од средни училишта, низ Македонија економски училишта и сметаме дека е време да ја прикажеме економската струка како струка која што не значи само седење во канцеларија и работење административна работа, туку струка која што е двигател на општеството и која што единствена струка која што вложува во вештините на самите ученици и со тоа ги излегуваме спремни на пазарот на трудот во државата, а и надвор. Профилот референт за продажни активности е 3-годишно образование, каде што им нуди на учениците да стекнат одредени вештини од комуникација, тимска работа, одговорност и што е најважно, овој профил за учениците нуди брзо вработување, солидна плата и професија што ги отвора вратите за во иднината. За овој профил се потребни најмалку 30 поени, што значи дека и послабите ученици можат да одберат. Во почетокот е 3 годишно, со можност да продолжат 4 годишно образование. Како е организирана наставата, 2 дена имаат практична настава во супермаркети, во продавници, а 3 дена му е настава во училиште. Се надевам дека овој профил е интересен за учениците и они што се со послаб успех ќе го одберат баш овој профил. Овој профил нуди практична интересна настава, можност за практична настава, брзо вработување, барана професија во трговија и бизнис, можност за понамошно образование, вештини кои ги стекнуваат учениците, вештини за продажба и работа со клиенти, комуникацијски, презентаски, овој профил нуди многу добри услови и јас сум многу задоволен од овој профил и може секој да се запише со многу малку поени. Каде би сакал да работиш? Јас во некоја продавница. Јас сум Јована Мојановска, сум 3-та година овде во СОЕПТУ Кузман Јосифовски Питу во Прилеп и сум економски техничар, дуална паралелка. Што значи економски техничар? Што е тоа струка? Економски техничар или може да работите како многу други професии, во многу патишта ви се отвараат со самото економско училиште. Така да не е потребно ни многу голем труд да се вложи за учење, лесно се сваѓа материјалот и е релативно лесно. Добар ден и од мене, јас сум Давид Наумовски, ученик во 2 година економски техничар, дуална паралелка. Нашиот смер е дуална заради тоа што изучува со зголемен број на часови и пракса. Земаме во нашиот смер и стипендија, 9 месеци по 3500 денари. Единствено начин за да земиш стипендија е само да имаш просек од 3,5. Каде одите на пракса? Како праксата ја оценувате, теоријата? Праксата ја работиме најчесто во институции, може да бидат тие државни или приватни. Конкретно ние одиме во приватни институции за пракса и од нејзе најмногу научуваме. Исто така карактеристично за економскиот техничар овој профил е тоа што се е зголемен бројот на часови каде што одиме на практично работење. И е многу лесно, сите таму ни обрнуваат најмногу внимание и така натаму. Што учите таму на пракса, конкретно? Ние, освен тоа што ги учиме тие вештини поврзани со нашата струка или насока, ние учиме и многу вредности, кои што се многу битни за нас како личности, како поединци во општеството. Најпрво добар ден на сите, јас сум Матеј Трајковски, ученички правобранител сум на економското училиште во Прилеп. Мојот поттик да се запишам во правен техничар беше тоа што го сакам правото како субјект и правните работи што се вршат во оваа струка.
Исто така убаво ми беше тоа што е чиста работа, немаме валкање како што се во другите струки. Чиста работа е во канцелариска работа, нема потење, нема валкање. Во ова насока се учат повеќе предмети, закони се учат, учиме облигациони односи, изработка на акти, документи, како правилно да ги заработиме, и други неопходни работи кои се неопходни за нашата практична работа. Исто така ние одиме и на практична настава, феријална пракса, сите 4 години одиме феријална пракса во летото, тоа е 10 времетање од 10 дена за време на летниот распуст. Исто така тоест правниот техничар во 3-та и 4-та година одат еден ден на редовна пракса кај работодавач како што е адвокат, нотар, извршител, основниот суд во Прилеп, основното јавно обвинителство во Прилеп и други правни субјекти. А јас сум Сонја Јордановска, професор по економски предмети. На овој штанд ќе ви го презентираме смерот бизнис администратор. Овој смер покрај останатите смерови е доста интересен за учениците кои што се запишуваат во економското училиште. Во овој смер половина од предметите се правни, половина од стручните предмети се економски, така што учениците кои што уште од почетокот имаат желба и за право и за економија, не можат да се определат кој смер да го одберат, се запишуваат на овој смер бизнис администратор. А бидејќи со завршувањето на овој смер како техничар бизнис администратор со 4 годишно образование имаат многу големи можности. Тие во прва и втора година имаат феријална пракса, а во трета и четврта година 4 дена одат на училиште, а 1 ден одат на пракса, и тоа во реални компании, во книговодствени бироа, во институции, каде што ќе ја научат работата за средување на различни видови документи, работа со компјутер, комуникација, информација, управување со време, значи многу работи ќе научат во текот на одењето на практична работа. За запишувањето на овој смер потребни се 60 поени, можност понатака за намалување на 50 поени. Исто така овој смер овозможува вработување за оние кои што немаат можност или не сакаат да го продолжат образованието, има неограничени можности за вработување, бидејќи дали е приватна компанија или е државна институција, компанија, установа, било која фирма, јавни предпријатија и слично, тие можат да најдат вработување со средно образование. Затоа, почитувани матуранти, полуматуранти, ве повикуваме да го направите правиот избор и да дојдете да се запишете во нашето училиште Кузман Јосифовски Питу на било кој од нашите смерови. Николина Пилковска, учам во овој смер бизнис администратор. Прва година сум, исто така многу ми се допаѓа овој смер и сум задоволна исто за овој смер и би сакала што повеќе деца да се запишат од средните училишта во овој смер, затоа што е многу убаво и имаат можности, има многу интересни активности и исто така од трета година или имаат пракса, спочнуваат со пракса и во текот на неделата работат и имаат можност да учат работа со компјутер или пак со некои документи и во можност ако се добри во работењето може да работат во компанија. Добар ден на сите. Денеска е отворениот ден на Кузман Јосифовски Питу, односно денеска ги отвораме вратите на сите 9 одделенци кои што се во размислување на кој профил да се запишат. Нашиот профил е техничар за настан и анимација, односно најновиот профил во нашето училиште. Тука учениците се запознаваат одблизу со туризмот, со анимацијата, со организацијата, со забавата и ги повикуваме сите ученици кои што сакаат да работат во туризмот, кои што сакаат да имаат динамична работа, да имаат комуникација со луѓе, патувања, доживувања, да дојдат денеска на нашиот отворен ден и одблизу да ги запознаат сите работни позиции во кои што понатаму можат да работат.
Тука се и нашите ученици, односно ученичката од прва година, Северин Џаферовска, која што може да ви каже нешто повеќе за работните позиции кои што ги нуди овој профил. Во овој профил се запишав затоа што угостителството и туризам ме привлекуваше. Овие се исто и моите ученици. За нашиот профил можеме да работиме како туристички водич, туристички придружник, рецепционер или рецепционерка. Имаме и организатор за настани. Овде имаме и туристички работник и раководител на туристичката агенција. Колку си задоволна од она што еве во прва година го помина во училиштето, имате ли пракса, кога ќе има пракса? Ќе имаме пракса за време на распуст, мислам дека ќе биде 20 дена и сум задоволна во училиштето. Прва генерација сме, како што рековме, што го изучуваме овој смер во училиште и професорите се добри и се одлично во училиштето. Јас сум Изабела Слабаковски, денеска ќе ви го презентирам смерот дигитален маркетинг дуална паралелка. Во овој смер се зема стипендија од 3.500 денари секој месец и во овој смер се работи за дигитален маркетинг, кај што се вклучуваат многу социјални мрежи, тие што се заинтересирани за такви работи. Тука се комбинира секаква нова технологија и Во денешно време сите ги користиме социјалните мрежи и порачуваме и купуваме работи токму преку нив. Многу од нас ги користиме Тему, AliExpress, Zara и токму порачуваме преку нивните веб страни, но зад тие порачки и зад тие веб страни стојат професионалци кои што токму го завршиле овој смер и доколку сакате да работите од дома и да се занимавате и да работите со дигитален бизнис, токму треба да се запишете во овој смер. Овој смер комбинира дигиталност, комуникација, економија, иновативност, креативност. Се она што младите денес го бараат. Да, баш се тоа така. што во најмодерно време ни е најпотребно денес. Потребите на 21 век се задоволуваат токму преку овој смер баш. Да.